Добар ден, почитувани, вие следите уште една нова Телма амбуланта. Дали кога ќе се погледнете во огледало, најнапред ја забележувате својата убавина или пак недостатоците? Секоја лузна може да представува наша уникатна карактеристика, но и извор на голема несигурност. Стриите се непријател на убавата кожа. Постои ли ефикасен третман за елиминирање на овие линеарни лузни, кои се исклучително чести, безболни и безопасни? Како да се спречи нивното формирање? Кои лузни се најтешки за третирање? Отакните, изгорениците или операциите? На оваа тема денеска разговараме со професор доктор Андре Петров, дерматовенеролог. Разговорот ќе го проследите по рекламите, ќе имате можност и вие да се вклучите со прашање во програма. Затоа, останете на Телма. Како се третираат лузните од стрии, акни, изгореници или операции? Ќе го прашаме професор доктор Андре Петров, дерматовенеролог во Аџибадем Систина. Професоре, добре ни дојдовте во студиото на Телма. Благодарам на поканата, добро ве најдов. Што се тоа лузни? Дали тие ќе се појават на кожата секогаш кога ќе се повреди овој орган? Лузната ќе се појави ако повредата била доволно силна, доволно длабока за да остави лузна. Најповршните повреди на кожата не заздравуваат со лузна. Значи, обична гребнатина, или ние нарекуваме екскориација, таа нема да заздрави со лузна. Ке има некоја пигментација, некоја флека, некој период таму што ќе се и потоа генерално нормално ќе се обнови кожата, прво со така наречена народски млада кожа и потоа ќе изгледа нормално, како што изгледало и пред тоа. Меѓутоа, ако повредата е длабока и ако наруши голем дел од кожата, ако влезе подлабоко во вториот слој и во третиот слој на кожата, тогаш заздравува со лузна и таа е неизбежна. Стриите се лузни? Стриите се еден вид на лузни, да. Стриите се еден вид на лузни и тие се лузни кои се јавуваат во специфични околности и кои се детерминирани од одредени генетски фактори, предиспозиција тоа да го развијаме, затоа што не сите луѓе под истите услови ќе развијат стрии. Некои ќе ги развијат, кај некои нема да се случат, нема да ги развијат, но во суштина се јавуваат, пример, најчесто во бременост и поврзани се со наглото зголемување и намалување на телесната тежина, односно со таа дистензија, со растегнувањето на кожата која постои, меѓутоа и со одредени имунолошки и биолошки фактори кои се случуваат во текот на бременост, или да речеме ке луѓе што нагло слабеат или нагло покачуваат телесна тежина, исто така може да се јават стрии. Стрии се можни и при одредени хормонални нарушувања, како Кушинговата болест и други, кои исто така може да доведат заради тие хормонални причини до појава и до развој на стрии. Стероидната терапија понекогаш може да доведе до развој на стрии на кожата, така да причините се бројни. Најчесто се јавуваат сепак таму каде што е нагло зголемена телесната тежина, односно таа кожна обвивка се растегнува и потоа наеднаш се намалува непропорционално за краток период. Ја споменавте бременоста како ризик фактор. Трудниците се силно загрижени да не им се развијат стрии, а доколку ги добијат, тие се причина за големо незадоволство. Обично во кој дел од бременоста се формираат? Или при секоја нагла промена на телесната тежина може да се забележи? Се јавуваат подоцна во бременоста. Значи, тие на почетокот ги нема, се појавуваат некаде кон крајот на бременоста, значи во последните 3 месеци од бременоста. И тие се резултат на тоа што телесната тежина од една страна се зголемува, кожата се обтегнува, хормоните влијаат, имунолошките фактори влијаат, па дури ако сакате и тој стрес која активира таа кортикална да кажам оска, исто така влијае на сето тоа и тоа е мултифакторијална состојба која се јавува и меѓутоа сето тоа повторувам не би можело да се јави без одредена генетска предиспозиција. Не се јавуваат кај сите, туку само кај оние луѓе, кај оние жени, да речеме во случајот кои се генетски предиспонирани и заради тоа ние превентивно им кажуваме на сите, иако тоа се разбира не може да исклучи појава на стрии, да ја мачкаат кожата со емолиенти, со кремови
Тоа е нешто што го сугерираме на сите пациентки, па дури да оние предавања кои редовно во нашата болница во Аџи-Бадем Систина ги држиме за бремени, каде што имаме дел од дерматологија, јас тоа го повторувам дека мора да се мачка, упорно да се мачка кожата. Исто така пубертетот е ризик фактор за појава на стрии. Зошто? Да, заради тоа што во пубертетот се случуваат токму овие состојби кои јас ви ги кажував. Стресот, појачано лачење на засилено лачење на одредени хормони. Сето тоа се фактори кои доведуваат да зголемување наеднаш на обемот на телото. Сето тоа доведува значи не само губењето на телесна тежина, туку и добивањето во мускулна маса и поправањето исто така му доведува до... И тоа може да биде причина за појава на стрии. На кои делови од кожата обично се забележуваат? Различни се, да речеме, може да бидат во делот на нозете, на бутовите, може да бидат кај бревни жени, особено на стомакот се, може целата таа зона и стомакот и бутовите и позади глутеално да се јават на задникот. Често пати се случува и кај оние што ставаат импланти, да речеме, во делот подградите да се јават стрии. Така да тоа се работи кои треба да ги земеме предвид кога се решаваме за одредена, да кажам, состојба. Значи секој место каде што доаѓа до нагло растегнување на кожата. Да, секое место кај што наеднаш се случува нешто што претходно не било, да кажам, вообичаено за кожата, може да доведе до тоа. Обично исто така хормоналните влијанија имаат свој фактор. Луѓето кои земаат хормони од некакви причини исто така може да бидат подложни да развијат стрии полесно. Кортикостероиди конкретно? И кортикостероиди и други анаболици, да речеме, овие што земаат анаболни хормони кај билдери и така натаму може да доведат до појава на стрии на кожата. Значи, не само локална употреба на одредени лекови во форма на крема, туку и системска преку уста. За системска. И таа може да доведе до проблем. Особено таа. Со промени на кожата, претпоставувам? Промените се на кожата, стриите секогаш се јавуваат на кожата, тие пукнатини настануваат, меѓутоа кожата е огледало на се што се случува во организмот. И таа ги манифестира на некој начин сите тие хормонални влијанија, стресни ситуации, нормално зголемувањето на тежината, намалувањето на тежината, сето тоа може да влие да се расцепи кожата во одреден дел и да се појават тие стрии кои може да бидат со различен интензитет, со различна боја, со различна форма. Обично какви се на почетокот? На почетокот се црвени, интензивно црвени. Се јавува некакво чувство на пецкање или болка пред да се појават? Има некој чувство на дискомфорт, на некој се жалат на јадеж, некој на пецкање, меѓутоа генерално се работи за безболни промени кои се јавуваат на кожата. На почетокот се црвени интензивно, понатаму ја менуваат својата боја, може да станат поблиски до бојата на кожата, браун, па и светло жолтеникави. Колку време обично е потребно за да се промени бојата? Па долго време. Сега тоа не може да го, меѓутоа генерално тоа не се случува за брзо време, некогаш и спонтано тоа се случува. Заради тоа јас често пати на пациентите кога ќе дојдат, не за да ги успокоим, велам дека покрај нашата терапија што ќе дадеме, и времето работи за нив, затоа што самото време може да доведе до повлекување на делот од стриите што се јавуваат на кожата. На пазарот има бројни препарати за спречување на појавата на стриите. Дали се тие ефикасни? Па, ефикасни се, меѓутоа нема нешто што е унифицирано. Ако прашате кој е тој идеален крем, обично кој се употребува, нема такво нешто. Има специјализирани кремови против стрии или англиската терминологија е stretch marks, кои може да се побараат на пазарот, да се купат различни производители, не би ги спомнувал сега, но она што е уште поважно од тоа за да ја кожата цело време одржуваат, да ја хидрираат, да ја негуваат со подлоги кои се доволно масни, за да ја нахранат, да ја направат да биде поеластична, да не биде толку сува и да не пука на тие места кои се предиспонирани. Обично трудниците ги советуваат да користат растителни масла, како што е од бадем, арган, кокосово масло, кантарион. Какви се ефектите на природните препарати? На интернет исто така може да се најдат рецепти за најразлични природни некои комбинации кои што би требало да спречат појавата. Не го негирам дека тоа, бидејќи тоа е базирано на искуството на народот, на искуството на луѓето, таа народна медицина, да кажам. И не негирам дека тоа има одредено влијание затоа што тоа
врз база на нешто настанале сите тие масла. Луѓето имаат вековно искуство на користење на одредени природни и растителни медикаменти, но ние во медицината се водиме од протоколи и она што го сугерираме секојаш се медицински, да кажам, потврдени, медицински тестирани препарати кои поминале низ дерматолошко тестирање и се знае дека се безбедни за пациентите. И затоа секојаш од моја страна им советувам на пациентите да гледаат дали на производот пишува дека е дерматолошки тестиран. Што ме дерматолошки тестиран? Тоа е хипоалерген, во него нема парабени, во него нема токсични супстанции и можат безбедно да го употребуваат. А има ли некои медицински препарати кои што би ги ублажиле стриите? Од кога ќе се појават? Тоа е веќе терапија. Во терапијата има и генерално во терапијата она што се три основни работи што се медицински базирани. И ако отворите, да речеме, и било кој од овие популарни сајтови на големите универзитети, Йейл и така натаму, они се базираат точно на тие три основи. Едното е ласерска терапија. Ласерот, особено CO2 ласерот, е, да кажем, суверено средство за корекција на стрии, меѓутоа не секој може да го има во амбуланта, бидејќи е скапа технологија. Ние го имаме, не значи дека во секоја амбуланта може да го има. Меѓутоа може да се користи така наречената микронидалинг терапија или терапија со игли, со убоди во игли. Ние кај нас го користиме SkinPen во аџибаден систина. Тоа е FDA approved, одобрен од Американската агенција за лекови, е поквалитетен заради тоа што долго трае, 80 минути може да држи квалитетот на тие игли, особено кај стрии. Тоа е доста значено. Може да се употребуваат и други производи кои ги има на пазарот. Што е функцијата? Функцијата е стимулирање на колаген, на создавање на нов колаген во кожата. Значи кожата да се создаде нов колаген. И така би се решил проблемот? Преку тие микроубоди, па 100% нема да се реши, а може значено да се подобри. И третата работа што е достапна, што е во вид на препарат, тоа е локалниот ретиноид, третиноин. Третиноинот е нешто што е медицински докажано дека има улога кај лузни, има улога и кај стрии, и тоа е нешто што може да се употребува. Тоа се работи за локален ретиноид, за лек кој во различни концентрации се користи и за подмладување, некаде и за акни, за третман на акни. Меѓутоа во суштина, во случајов во малку повисока концентрација се користи за третман на стрии. Но тоа не може да се прави во тек на бременоста, бидејќи ретиноидите се тератогени. Значи не е орален препарат, локален е, меѓутоа се абсорбира. Сепак има некаква минимална абсорбција и ние сме обврзани да тој препарат со оглед на препораките не го употребуваме кај жена која е во активна бременост. По бременоста тој може да се употребува без проблем. Значи наведовте неколку медицински третмани. Да, тоа се медицински. Дали со еден третман или пак со два би се решил проблемот? Ние ги комбинираме третманите. Ова е работа која бара малку подолго време, малку стрпливост и бара малку и да го припремите пациентот дека магичен ефект од типот со некоја магична гума сега ќе поминеме, бидејќи знаете како луѓето доаѓаат и слушнале, прочитале, правите ласер, правиме. Сакамо вие да ги нема, не може да ги нема наеднаш. Значи мора да го соочите со реалноста дека тој е процес, дека тој процес ќе доведе до некој 70% подобрување, ама нема да се изгубат во целост. Ако имаме среќа малку и со факторите сами од себе, организмот ви кажав дека дел влие да тие стрии се полекуваат, може да се дојде до една прилично добра ситуација да скоро и да не се забележуваат. Ама внимателно ако ја растегнете кожата на тоа место, сепак око кое е навикнато да тоа го гледа може да види дека се работи за стрии тука. А што советувате кај оние лица кај кои што се забележува постојана амплитуда во телесната тежина? Применуваат ригорозни диети, ќе ослабат, ќе се поправат, ќе ослабат, ќе се поправат. Не е здраво, тоа не е. Воопшто не е здраво. Од повеќе аспекти, на естетиката на кожата сега. Од повеќе аспекти не е здраво, од однос на кожата исто така не е здраво, заради тоа што кожата ги трпи сите тие влијанија. Кожата се омлитавува. И таа не може потоа да се собере во обемот во кој било. Има одредени техники хируршки, тоа кои се зборам за реконструктивна хирургија, ма вие не можете постојано тоа да го правите. Заради тоа треба да се води сметка да и качувањето и намалувањето на телесната тежина оди чекор по чекор, степ бај степ, да оди постепено, за да не се дојде во ситуација со тие нагли движења
на кожата со тие растегнувања кои постојат да дојде до незино пукање и не само појава на стрие. Настанува така наречената млитава кожа, кутис лакса и одредени други нарушувања кои потоа реално и тешко се третираат дури со одредени естетски процедури. Ке ги вклучиме и гледачите од овој момент. Почитувани емисијата е контактна. Професор доктор Андре Петров, дерматовенеролог, е гостин во студиото на Телма. Тој ќе ги даде одговорите на сите прашања што ве мачат, а се поврзани со лузните. Секако ние имаме исто така бројни дилеми кои што сакаме да бидат разјаснети во денешната емисија во Телма амбуланта. Сега, доктор, има најразлични лузни. Меѓу нив се лузните од акните. Тие можна често ги мачат и младите, но и повозрастните, бидејќи акните не се ексклузивно резервирани само за тинејџерите. И возрастните лица ги добиваат. Но дали секоја истискана бубулица тинејџерска акна може да остави лузна на лицето? Може да остави и особено стискањето е понекогаш проблем, заради тоа што се стиска и тоа што треба и тоа што не треба на козметичар. Затоа треба да се оди кај некој што тоа го разбира, а не кај некој што мисли дека така може да се направи. Има логика да се стискаат оние што се отворени комедони, кои се оние црнки или blackheads или што се јавуваат на површината на лицето обично или на градите и грбот, може да се стискаат. Тие лесно излегуваат зашто се многу површно. Самиот тој кератински чеп е толку отиден на површината на кожата што лесно може да се истисне. Оние што се бели како бели комедони, тие има посебни апарати комедоекстрактори кои може да ги отворат, козметичарите обично ги имаат и може и тие да ги излечат. И тоа стискањето на друг тип на акни, на поголеми акни, на така наречените инфламаторни акни, ние ги нарекуваме папули, пустули и така натаму, тоа е грешка, заради тоа што на тој начин не само што нема да направите ќар, ќе направите зијан. Значи, ќе го зголемите воспалителниот процес, ќе го истравматизирате ткивото и таа лузна, која требала да биде можеби поплитка, поради тоа што вие ќе го бутнете воспалението подлабоко во кожата, вака се обидувам едноставно да зборувам, ќе биде подлабока и ќе имате повеќе потреба да ја третирате. Пред да преминеме на следното прашање, ќе му дадеме предност на гледачот и ќе слушнеме прашање од гледач. Добар ден. Ало? Повелете, во програма сте. Добар ден, поздрав до тебе водителке и до вашиот ценет гостин, Ви доктор благодарам. Андре Петров. Вака сега, докторе, да ми кажете по-обширно колку сте во можност за бактерија стафилокока аурис и нејзината терапија. Причината и терапијата. Која терапија да се земе? Така, имате некакви промени на кожата? Да, на синот. Така, да не имате некој подпрашање само, докторе? Вака сега, за стафилококус, тој е изолиран од кожата со бриз, како знаете? Како е докажано дека има? Да, со бриз и докажано е, гледајте дека е стафилокока аурис. Од кој дел на аурис. кожата е земен тоа? Од кој дел на телото? Од кој дел на делото е направена анализата земен брисот? Од грбот. Вака се. Добро. Ви благодарам за вклучувањето. Да, ви благодарам за прашањето. Прво, она што сите треба да го знаат е дека кожата на човекот не е стерилна. На кожата на човекот има бактерии. Некаде се смета дека кожата на возрастен човек има околу 1 милион бактерии. Сега, тоа може звучи вака неверојатно, но се повеќе зборуваме за микробиом. Тоа е така, тоа е тој микробиом за кој денес се зборува и е многу и модерно да се зборува и има свое влијание во различни развој на различни болести и во одбранбените механизми на кожата. Најголем дел од тие бактерии се користи. И тоа што некој нашол бактерија некаде на кожата, ако нема никаква клиничка симптоматологија, баталете го тоа, не го третирате. Ако вие сте нашли само со бриз некаква бактерија, па дури и да е стафилокок, и немате никаков клинички симптом на кожата, нема зошто да земате антибиотик. Фрлете го тоа во корпа. Зошто? Заради тоа што само ако има клиничка симптоматологија, има некој гноен процес, има чир, има фурункулус, некој кај што може да е стафилококот причина, тогаш би требало тоа да се третира со соодветна антибиотска терапија, понекогаш да се направи инцизија, значи да се засече малку, да излезе тој гној и така натаму, или некоја друга гнојна инфекција, сега да не ги редам сите, бидејќи ги на кожата, бидејќи ги има многу.
Но ако нема никаква клиничка симптоматологија, тој наод е случаен наод и нема никакво влијание на вашето здравје. На кожата вообичаено има епидермококи и стрептококи, кои се најголеми жител на кожата. Кај акните има така наречен кутибактериум акнес. Меѓутоа во одредени зони може да има и стафилокок. Да речеме околу носот, генитално, под пазувите, понекогаш може да се јави и стафилокок и тоа не е нешто што треба да ве загрижува. Така, ќе вклучиме уште еден гледач, што би сакала да ве прашам во контекст на акните за кои што зборувавме. Доколку на лицето има бактерии кои што се жители на неа, а се интервенира на акните, може ли да дојде до инфекција од тие бактерии кои што живеат на кожата? Акните се сложен процес. Кај акните бактериите се дел од патогенезата, дел од етиопатогенезата. Значи основниот фактор е хормоналното влијание, хормоналната функција, стимулацијата со тестостерон, кој ги стимулира лојните жлезди на лицето, на градите на грбот да лачат секрет себум. Тој ги запушува лојните жлезди, се јавуваат тие акни и тука се развуваат тие бактерии, порано се нарекува корине бактериум. Денес ги нарекуваат кутибактериум акнес, кои понатаму со своите ензими, липази, протеази и така натаму учествуваат во разградувањето и во воспалителниот процес. Така да механички вие да го тормозите лицето кое има активни акни е нешто што не го советувам. Има одредени, особено кај ласерите процедури што ги нудат, ама тоа се повеќе комерцијални процедури, отколку што се реални процедури, кај што ги нудат како опција. Но тоа треба да биде строго селективно, да се знае точно што се прави, да се знае кои постапки се прават, каде се прават и зошто се прават, а не само да го опалите лицето со активни акни, со некој, да кажем, со некоја машина и на тоа обично нема никаков ефект, ќе ги потрошите парите, може само да се влоши целата состојба на лицето. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Имам едно прашање до доктор. Така. Кожа ми е многу сува и секој... Ало? Ве слушаме одлично, следете го разговорот преку слушалката, не преку телевизорот. Значи, кожата ви е многу сува. Да, кожата ми е многу сува и се мажам без да штипка лекар, еусурин ми е препорачала, но немам подобрување и стално ме чеше, сува е, кога се почешам бела е по кожата. Бели бразди така и не знам што да правам. На која возраста? Па 74 години. Така, да немате некој подпрашање? Не, благодарам на прашањето. Сакам само да нагласам дека кожата со тек на време станува се посува. Со текот на годините кожата трпи одредени промени и заради тоа е тоа логично што се случува, што кажува вашата гледачка. Мислам дека најважно од се тоа ви го кажале да користите одредени емолиенти, да ја хидрирате кожата. Навлажнувачи? Да, тоа се медицински кремови кои се помасни подлоки, кои го додаваат она што и фали на кожата. Не смеете пречесто да користите шампони, да ја сушите кожата. Само туширање без шампон обично советуваме кај таквите пациенти. Треба прво да се свати дека секој четврти човек се раѓа со малку посува кожа од другите, тоа е генетика, и второ дека со текот на животот кожата станува уште посува бидејќи не работат така силно лојните жлезди, кои да речеме на една страна прават проблем кај младите луѓе кај акните, ама тука во подосежниот период од животот се битни и лојните и потните жлезди заради тоа подмачкување на кожата. Затоа хидрирајте ја кожата, мачкајте упорно, не ви советувам да пиете лекови. Никој не докажал дека тие лекови имаат било какво влијание. Многу пациенти земаат антихистаминици без некоја посебна причина. Најважно од се е надворешно да се нанесуваат емолиентни кремови и кожата да биде намачкана, да биде хидрирана. Секојдневно? Секојдневно по 2 пати на ден. Секојдневно по 2 пати на ден. Добро, значи ова е еден добар совет, ќе го вклучиме и следниот гледач со прашање. Добар ден. Добар ден. Повелете. Сеагувам да прашам, имам проблем подолг период со акни и користам средства за третман, меѓутоа од кога ќе го следам проблемот ми остануваат лузни од тие акни и кога одев на дерматолог ми рекоа дека единствен начин да се решам со лузните е хемиски пилинг. Да ја прашам дали има и други начини со кои што може да
да се решам со лузните. Така, ова е едно убаво прашање. Ви благодарам Супер за прашање. вклучувањето во програма. Одлично прашање и многу е почно прашањето и вака и за останатите, не само за вас. Хемискиот пилинг е една од опциите која може да овозможи да оние површни хиперпигментации, плитки лузни да бидат со него решени. Тој се прави. Го правиме ние кај нас, има козметичар кој тоа го работи, дел ги работат и докторите, тие што се подлабоки. Но во суштина најдлабоките лузни од акне, зависи од кој степен се лузните. Значи потребно е преглед најнапред Лузните да се од акне, направи. да, треба да се види. Има 3 степена. Значи, третиот степен се оние најдлабоки лузни од акне, кај што човекот кога вие на дистанца и поголема од неколку метри, вие тие ги забележувате. Се перцепираат, така. Значи, во тој случај тоа нема да заврши работа и тука треба да се направат поагресивни процедури на третман на лузните. Значи, тоа е пред се ласерска аблација на лузната со аблативен ласер, дали е CO2, дали е ербиум, се едно, подобро CO2, меѓутоа може и со ербиум да се третираат. Може да се направи она што го зборав, микрониделинг, да се стимулира Третманот нокола со со игли. игли, да. И може во најдлабоките, ако се длабоки, да се вбризга и филер. Со тоа што треба да се знае дека тој не е вечен и дека после некој ако е хиалуронска киселина за 9 месеци таа процедура ќе треба да се повторува. Професоре, доколку се површни овие лузни од акни и се примени хемиски пилинг, каков тој да биде? Дали треба да биде од појаките кога ќе се излупи кожата на лицето или пак Не, може да се употреби поблак? Не е премногу агресивен. Дури и во овие препарати што ги прават денеска разни медицински компании имаат пилинг креми кои ги производат, кои се базираат пред се на не знам на гликол, на салицилна киселина, на поблаги, да кажам, средства. Никогаш не се оди со TCA или трихлороцетна киселина, пошто тоа се можеме да видиме на Инстаграм тоа се такви видеа агресивни- кога лицето се агресивни, лупи во парчиња. Тоа е премногу агресивно. Односно кожата се лупи во парчиња. И ќе излупи целата кожа. Ќе има некаков ефект и на лузните од акне, меѓутоа ќе има ефекти на остатокот од кожата, така да моја препорака е со тоа внимателно да се прави. Може да ги користат тие да кажам пилинг техники, меѓутоа тие не се главното средство со кое може да се доведе да длабоки лузни од акне исчезнат. Ќе вклучим уште еден гледач. Добар ден. Добар ден за следниот гледач во денешната Телма амбуланта. Ве слушаме одлично, повелете. Добар ден. Добар ден. Се јавувам во врска со мојата ќерка. Така. Ме слушате така? Повелете, ве Имаме слушам. проблем со акне. Значи, правевме и во лабораторија цела правевме бактерија и најдоа на лицето, бактерија и шерихе кори. Имаме, значи, многу голем проблем со акне. Црвенило, пас испакнати се. Ни дадоа да пиеме 30 дена вибрамицин и пробиотик, немаше никакво подобрување, гентамицин мас, исто никакво подобрување. Па би сакала, ако може некако да закажам или преглед или да ме нешто упатите каде би можела, таа има 25 години. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Професор доктор Андре Петров работи во Аџи Бадем Во Аџи Систина. Бадем Систина може да ме најдете, има таму кол центар, го имате на веб страната. Не слушнав некој дополнителни вака. Дали се уште гледачката на линија? Да? Што еве, терапија, дали таблети некакви се користени, дали ретиноиди сте користели? Значи, покрај антибиотик, дали сте користели останата терапија, како што се Антибиотикот во ретиноидите? ред, дали нешто Така. друго е користено? Вибрамицин 30 дена и пробиотик. А останата Потоа- терапија, како што се ретиноидите? Не? Не, ништо, Не, ништо, ништо. Добро, треба да До дојдете- 60 дена амоксиклав. Така, не, добро. амоксиклав кај акне не се дава, тоа е грешка. А Грешка, така. тетрациклините што сте ги користеле, тоа е правилна работа, кој да ви ги препишал. Меѓутоа има посилни средства, ама тоа не можеме, тоа треба да се прво да се направи преглед. Така. Има едни лекови што се нарекуваат ретиноиди, кои се број 1 во сите, да кажам, протоколи за третман на средни до тешки форми на акне, тоа е со препорака А, значи да се употребуваат, така да сите во светот што го работат тоа поле сметаат дека тоа се најдобрите лекови
за таа Но работа. тоа мора под лекарска Да, тоа контрола. мора под лекарска супервизија и мора периодично да се доаѓа на контроли за да се ценати некои други ефекти што ги имаат лековите во организмот, но како и да е можете да дојдете, акните се нешто што се лечи многу добро ако се лечи на време. Ако не се лечи на време, повторно може да се лечат последиците многу добро, ама треба да ги лечи некој што знае тоа да го лечи. Ќе вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Ве молам едно прашање. Јас имам доста подградите и на вратот израстоци. Тоа со азот ми ги гореле веќе 2 години, меѓутоа ефектот е многу слаб, се уште има, се јавуваат, наводно дека биле, да, се повторуваат дека тоа вирусно, па сакам докторот да ми каже по-конкретно. Така, кое е решението во овој случај? Ви благодарам за вклучувањето. Благодарам за прашањето. Може да бидат повеќе опции, може да се вирусни брадавици, меѓутоа може да се и некој друг тип на промени, од типот на кератози, од себоровично потекло, кои често се јавуваат кај жени, особено под градите. Тоа е вид на генетска диспозиција. Тие се решаваат успешно. Треба да се отстранат механички. Една од опциите е таа што вие ја спомнате, таа е најстарата опција која сме ја користеле, да речеме, пред 50 години, кога немало други никакви средства, сме користеле течен азот да ги прскаме тие и тој се уште функционира на некои места, меѓутоа генерално јас не го користам во предел на врат и гради кај жена заради тоа што остава после тоа хипопигментација, остава флеки, кои потоа треба да ги повеќе години, понекогаш и 5 и 6 години стојат на тоа место. Значи повторно естетски проблем. Повторно правите естетски проблем и најчесто ги отстрануваме или со радиобранова хирургија. Тоа е еден апарат кој ги сече, Елман, кој се користи кај нас за отстранување на тие, да кажем, израстоци, или може да се користат, да речеме, ласери, може да се користи ербиум, може да се користи CO2 ласер, зависи каде се, зависи за што се за што точно се работи. Но постои ли гаранција дека нема да се повторат овие промени? Тие што ќе ги извадиме нема да се повторат во близок период. Значи, јас вака им велам на пациентите, дали ќе ми се повторат, докторе, не можам да тврдам дека после 10 години нема да ви се повторат. Ама она што можам да тврдам е дека за 6 месеци нема повторна дојде. Така. Уште еден гледач имаме. Добар ден за него. Здраво. Повелете. Да, се слушаме? Да, одлично ве слушаме, повелете. Добро, да се тргнем од телевизорот. Сакам да прашам во врска со лекарствата што беа за акните тие појаките. Дали може да се користат во случај на хепатит Б, хроничен и без проблеми на црниот дроб? И другото прашање, дали можат ласерите да поттигнат повторно создавање на акни или пилинзите? Така. Да имате некој подпрашање? Не, многу добро. Втората беше само дали да... Значи, ласерот дали може да поттикне создавање, така ве разбрав? Така го разбрав. Пилингот, да. Да, значи самиот третман дали може да поттикне создавање. Секогаш после ласер или пилинг рачен тие од биодерма или кој да е, уште полошо ми го прават лицето. Ми зегуваат уште повеќе. Значи по третманот имате влошување. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Значи, вака првото прашање, суштинско прашање кое го упативте е многу на место. Дали може да се користат? Може да се користат ако се работи за пациент кај кој, да речеме, трансаминазите се мирни, кај што веќе е санирана состојбата, кај што имате АСТ, АЛТ во физиолошки, во нормални граници, со нивно редовно мониторирање, такво нешто може да се прави. Таму кај што трансаминазите се високи, има знаци за активна болест. Не се даваат ретиноиди затоа што ретинидот се метаболизира во црниот дроб, а треба да го примате минимум 4 месеци, така да тие пациенти не се кандидати за употреба на ретиноиди. Тоа треба да се направи проценка. Ние кај пациенти што имаат кои се високо ризични во тој дел, да речеме, за да се појават некакви компликации на црниот дроб, им даваме и силимарин и тие други хепатопротектори за да ја очуваме, да кажам, состојбата на црниот дроб, за да може ретиноидот до крај да заврши. Но треба периодично следење на трансаминазите на секои 6 недели кај другите пациенти,
кај ваквите пациенти и почесто може да се прави и на 2-3 недели и да се види во одреден момент дали треба терапијата се прекине ако видиме дека има компликации. Кај активна болест не доаѓа предвид тоа да се прави. Во однос на второто прашање, не може ниту лазерскиот третман, ниту било каков хемиски пилинг да потикне употреба на нови акни. Зашто се работи? Се работи затоа што на почетокот ние го зборувавме дека акните се хормонална болест и особено кај жени, дури со нормално ниво на хормони. Вие не го мерите хормонот секој ден во циклусот, се мерат обично на третиот ден. Но тие физиолошки варијации што кај жената се случуваат во циклусот доведуваат до ослободување на одредени хормони, тестостерон од овариумите, обично од прскање на некоја циста помала и така натаму, и ги стимулираат лојните жлезди се запушуваат. И заради тоа се јавуваат тие акни кои луѓето ги толкуваат дека можеби им се, не знам, од ласерот или можеби им се од одреден пилинг. Не, тие се резултат на ендогената хормонална стимулација. И ако такво нешто се случува, тоа е доказ дека треба да размислиме и за хормонална поддршка, да се даде некаква хормонална поддршка. Дали ќе биде тоа дијане, дали ќе биде некој друг препарат, е проценка на докторот. Уште еден гледач има, што очекува вклучување. Добар ден. Добар ден. Повелете. Сакам да прашам, често на лето или од одредени дезодоранси под пазувите ми се прават како топчини. Дали тоа може да биде, испитувавте, се е во ред, дали тоа може да биде некој проблем? И често ја имам мртна кожа и често од мртна кожа да ми излезат бубулици. Дали е тоа нормално? Јас некако многу паничам на таа тема, па затоа сакам да прашам. А какви топчиња, подкожни или над кожа? Некако така, да. Црвени или бели се? Подкожни. Црвени се или бели се? Црвени. Добро. Ви благодарам за вклучувањето. Нема потреба од паника, значи тоа најголем дел од пациентите се паничат да не се тоа некои лимфни жлезди и така натаму, не се лимфни жлезди. Тоа се запушени лојни жлезди, тоа се цисти. Дали е тоа некој атером, некоја трихилемна циста или дали се работи за некоја акна, за хидраденит. Тоа е работа што треба да ја процени докторот, треба да се отиде на доктор. Тие се лекуваат, се даваат лекови слична етиопатогенезата како кај акни. Вие самите кажавте дека лицето ви се масти. Како што се масти лицето, така и овие лојни жлезди кога се запушат, создаваат такви топчиња и тие треба да се третираат. Поголемите што не можеме да ги решиме на друг начин, ги сечеме хируршки, а тие што можеме да ги решиме, ги решаваме или со терапија, дали е тоа антибиотик, дали е ретиноид. Некои ги вризгуваме и со локален кортизон внатре, па да ги издишиме, да ги спласнеме, ама тоа треба да се види, не може вака да... Може антипреспирантите да доведуваат до ваков проблем? Треба да се избегнуваат? Антипреспирантите треба, кај што е осетлива кожа, треба специфични за сензитивна кожа антипреспиранти да се користат. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до докторот. Ви благодарам. И до вас. Јас сакам докторот да го прашам, мојата кирка имаше херпес зостер. И на градата, уствари и од позади на плешката, и од левата страна и на градата. Меѓутоа проблем е што ја и мајка доилка има бебе од 6 месеци. Сега е поминат тоа с херпес зостерот, меѓутоа се појавува чешање. И кожата е некако како изгорена, таа и се излушти и на градата и на грбот. И ја чеша и се уште ја боли иако има месец дена поминато. Па што може докторот да ни препорача и да ни каже? Така. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Херпес зостер исклучително болна и непријатна. Да ја поздравите керката и да не се секира. Тоа е завршена работа, тоа е поминато. Она што треба да се прави е сега да се почека тој период на обновување на кожата и треба да се користи, можете пантенол да користите обичен, кој е за витамин Б на некој начин и служи за епителизација, за обновување на кожата, користете си го слободно. Болката ќе потрае, таа постхерпетична невралгија знае да трае подолго, заради тоа што вирусот на херпес зостер, он живее во нервите и кога ги оштетува нервите, остава лузни, ама во нервите цикатрикси остава. И треба време да тие се обноват. Нервите имаат можност, не сите ткива имаат таа што имаат нервите, да се обновуваат, да ремиеленизираат. И заради тоа, таа е работа што ќе пројде, особено кај млад човек ќе пројде побрзо отколку кај возрасен, и дека не се секира, херпес зостер е болест која
во 95% од случаите никогаш поново не се повторува. Дали имаме уште еден гледач? Добар ден. Не, немаме. Добро, одиме понатаму. Докторе, некогаш кај попрележувањето на сипаница ќе останат лузни. На местото на примена вакцина понекогаш ќе се појави топче. За каков проблем станува збор? Тоа е друго. Кај сипаниците обично тоа се најчесто се тоа хипотрофични лузни, тие се вдлабнати лузни кај сипаниците. Некогаш може да бидат и хипертрофични, меѓутоа во суштина се најчесто вдлабнати. Тоа се дупчиња едни рамни како ние ги нарекуваме бокскар, како кутија се понекогаш на местото кај што била промената што ја остава на лицето. И тука треба да се применат сите оние процедури за кои претходно зборувавме ние, исто како за стри, исто како за остатокот од лузни кај акт. За ваму, за ова другото што го зборувавме, што го кажавте, тоа се различни лузни обично. Тоа се најчесто келоидни лузни, кои се јавуваат на местото на длабок убод во кожата. Келоидната лузна, она е лузна, ама има една карактеристика на бенигни тумор. Ние кои им ги предаваме на студентите, ги предаваме во областа на бенигни тумори на кожата. Тоа е практично нешто што е безопасно, ама самата кожа на механичка повреда почнала да продуцира сврзно ткиво, да се брани од агресијата, вака условно кажам, повеќе од што треба, и настанува една формација која е многу тешка за третман. И таа не треба никако да се оперира. Најголемите грешки ги прават кога ги оперираат. Обично од обед како ќе го дупнат увото, ќе им остане како мало келоидч. И имало случаи ќе ги оперираат и ќе дојдат со огромен келоид по тоа на увото. И тоа и ги комплексира и ги фрустрира, особено се тоа млади луѓе, деца. Се трудиме многу со таквите случаи. Мене ми се силен предизвик на тој млад човек што има, не знам, 14-15 години, треба да му посебно внимание да му посветите. Има можност да се заврши работа, да се помогне. Најдоброто средство е со вбризгување на локален кортизон, на двојно флуориран триамцинолон ацетонид, кој се вбризгува внатре, може да се прави повеќе пати на месец дена растојание, да се издиши таа лузна, па потоа да се применат и некои други локални препарати, локални цитостатици, ласер, може да се користи, може да се смрзнуваат со азот и со еден комбиниран третман да се доведе во ситуација да се сплеска таа лузна што се појавила. Оние што се склони кон појава на келоиди, ќе имат ли ваков проблем при хируршките интервенции на местото на операцијата? Зависи каде се. Значи не е секогаш на сите места на телото се јавуваат. Најизложен тел за келоиди, тоа е вратот, ушите, горните делови од рацете, градите, значи и грбот. Горниот дел од градите и горниот дел од грбот. Во тој дел хируршки интервенции кои се непотребни. Јас секогаш советувам да не се прават и се што може да го решиме на друг начин, да го решиме на друг начин. Ако можеме со лекови. Ако можеме со ласер, со радиобранови, со не знам што. Меѓутоа не со длабока инвазија на кожата, зашто таа може да остави келоидна лузна. А која е разликата помеѓу келоидните лузни и хипертрофичните, ако не се лажам? Хипертрофични лузни. Хипертрофичните лузни, таа е лузна која е обична лузна. Добра. Која проминира над ниво на кожата. Значи, ако е хипертрофична е над кожата, ако е хипотрофична е под нивото на кожата и тие се случуваат. Може да бидат и кај акни, да се јават, може да и кај други болести. Келоидот, тоа е веќе тумор, тоа е пролиферација на сврзно ткиво, на фиброзно ткиво кое се создало и кое е во одредена зона на кожата. Понекогаш може да бидат и на многу места, да знае акне да зараснува со такви келоидни лузни. Кај мал број пациенти да направи акне келоидале, се вика тоа. Значи на лицето да се појават келоидни лузни? Обично не се на лицето, видите, затоа ви кажам дека тој дел тука не е толку изразен. Меѓутоа најчесто се тие келоидни лузни на грбот, на горниот дел на грбот, на градите тука. И кај таквите пациенти е оштетување на пациентот да не му дадете кај едно тешко акне ретиноиди само од страв затоа што сте читале на интернет дека може да предизвика дека несакани ефекти, дека не се користи во бременост и така натаму. Да, во бременост не се користи. И додека го пиете, не смеете да раѓате или да зачнувате. Ама само додека го пиете, и според новите протоколи на Американската агенција за храна и лекови, 1 месец после тоа. Претходно беше 6, пред многу години беше година, па пред 30-40 години 2 години, денес е тоа само 1 месец после завршетокот на терапијата. Така да тоа е лек кој е апсолутно индициран да се даде и мора да се даде за да не остави вакви промени.
А локална примена на ретинолот? Не, го даваме. Да речеме, на комбинацијата локална која кај нас од пред година дена е достапна. И тоа е, да кажеме, еден голем потек што се направи да тој локален ретиноид во комбинација со бензоил пероксид, не го споменувам производителот за да не испадне, тоа го има на пазарот. Тоа е како што е оралниот ретиноид најдобар орален препарат, во протоколите оваа комбинација на локален ретиноид и на бензоил пероксид е најдобриот препарат кој за локална употреба кај акне се употребува, ама треба да се повторно да се употребува под одредени пропозиција, тоа може да ви го препорача доктор, но ефектот не е ист како кој да е системски. Кај тешко акне со локална терапија нема да завршите работа. Професоре, ви благодарам многу за вашето денешно гостување, за сите прашања од гледачи што ги одговоривте, а секако и на бројните наши. Благодарам на поканата, секогаш ми е задоволство кај вас да бидам во емисија. Ви благодарам уште еднаш за вашето гостување во Телма амбуланта, ќе им заблагодарам и на гледачите што и денеска не следеа со внимание. Почитувани, ви посакувам пријатен ден.